Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денес. Ке се потрудиме да го задржиме вашето внимание и да ви информираме. Еве ги насловите. Во акција на македонската полиција утрово приведени се повеќе лица кои се сомничат за серија кривични дела, меѓу кои нелегално трговија со дрога и оружје, лихварство, изнуди и криумчарење мигранти. Со свечена седница на Советот на општина Крива Паланка одбележани 71 година од ослободувањето. Германската компанија Markart официјално ја отвори својата фабрика во Македонија. Женската ракометна репрезентација на Македонија со очекуван пораз од 21-14 ги почна квалификациите за Европското првенство 2016 година. Ова се само дел од содржините на кои нашата екипа вредно работеше. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Добро вечер, почитувани гледачи. Трет дневник на К3. Со свечена седница на Советот на општина Крива Паланка, полагање цвеќе на споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната борба, поставување камен темелник на нов значаен проект за водоснабдување во општината, како и со свечено пуштање во употреба на два веќе реализирани проекта, денес Крива Паланка одбележа 71 година од ослободувањето. Со свечена седница на Советот на општина Крива Паланка, полагање цвеќе на споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната борба, поставување камен темелник на нов значаен проект за водоснабдување во општината, како и свечено пуштање во употреба на два веќе реализирани круцијални проекти, денес беа одбележени 71 година од ослободувањето на Крива Паланка. На свечената седница присуствуваа вице-премиерот за економски прашања во владата на Република Македонија Владимир Пешевски, пратениците во Собранието на Република Македонија Владимир Ѓорчев и Слагена Митовска, поранешните градоначалници на општина Крива Паланка, делегација од збратимените градови, представници од Македонската православна црква, од Кривопаланичкото архиерейско наместништво и останати гости. Во изминатите 24 години од осамостојувањето на општина Крива Паланка продолжуваме со заложбите за сигурна и стабилна иднина, бидејќи се соочивме со распад на големите економски капацитети, што предизвика силен миграцијски процес, проблем со невработеноста, но изминатите неколку години Крива Паланка се развива постојано, во соработка и со поддршка од владата, рече на обраќањето на свечената седница градоначалникот на општината Арсенчо Алексовски. Тој додаде дека во општината се реализираат бројни проекти, се вложува во инфраструктурата, се подобрува културното живење, се вложува во спортска инфраструктура и спортот се подигнува на повисоко ниво. Се развива туризмот, се прават напори за донесување инвеститори. Воопшто, општината напредува и постојано се вложува во подобар живот на граѓаните, изјави Алексовски. На седницата се обрати и вице-премиерот Пешевски, кој рече дека во изминатите 8 години се ревитализира не само Крива Паланка, туку и државата, најавувајќи ги 6 нови проекти кои ќе се реализираат во Крива Паланка со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во висина од 1 милион евра. На седницата беше доделена и наградата 8 октомври, која годинава му припадна на Сдруженијето на пензионери од Крива Паланка, а плакети беа доделени за сите советници од општината во периодот 2013-2017. По свечената седница беше положено цвеќе на споменикот на паднатите борци пред општинската зграда, а агендата настани продолжи со официјално пуштање во употреба на пречистителна станица за вода, дел од проектот за водоснабдителен систем Станачка река, до опремување на филтер станица за вода за пиење, а беше поставен и камен темелник на проектот за водоснабдување на Лев брег Крива Паланка висока зона. Денес остварив работна посета на општина Крива Паланка, каде што ја искористив и можноста да присуствуваме на свечената седница по повод годишнината од ослободувањето на Крива Паланка. Со задоволство присуствував и на ставањето на камен темелник на нов дел од водоводниот систем на Крива Паланка, со кој што целосно ќе биде решен проблемот на водоснабдување во Крива Паланка. Тоа е проект во износ од 23 милиони денари, кој што е поддржан од страна на владата на Република Македонија и го правиме заедно со општината. Исто така пуштивме во употреба и нова филтер станица за питка вода со која ќе се пречистува водата, особено во текот на летниот период кога има потреба од дополнителни количини, со што целосно ќе биде решено и водоснабдувањето на оние кои што сега го користат постоечкиот систем, и исто така вредно е да се одбележи дека оваа година преку програмата за рурален развој владата на Република Македонија додели на
општина Крива Паланка средства во износ од речи 7 милион евра, 59 милиони денари за изградба на 3 канализациони системи кои што се не се во Крива Паланка, туку се во населените места околу Крива Паланка и на 3 локални патишта, со што значително ќе биде подобрена инфраструктурата на самата општина. Со тоа Крива Паланка, градоначалникот на Крива Паланка покажа уште еднаш како кога имаме добра соработка помеѓу владата и општината, се решаваат и главните проблеми на граѓаните и се разбирува како пракса ќе продолжи и понатаму, така што верувам дека бидеме сведоци на нови вакви успеси на општината, што ќе значат и подобрување на условите за водење на бизнис, за нови инвестиции, за подигнување на животниот стандард на граѓаните. Навистина е проект кој Крива Паланка го очекува и е потреба на Крива Паланка со долги години. Со ова го решаваме апсолутно проблемот за водоснабдување на целата општина на целиот град Крива Паланка, а со тоа ќе почне веќе и одведување на вода и во село Конопница, односно во најблиските села околу Крива Паланка. Се решава проблемот, значи, како што е пресметано за наредните 30 години и мислам ова е голема благодарност и до владата на Република Македонија, до агенцијата за помошта што ни е пружена. Еве, го реализираме, ќе почнеме со реализација на проектот. Двата проекти се реализираат преку проектот Водоснабдување и одведување на отпадни води, финансиран од Европската банка за обнова и развој и Министерството за транспорт и врски. Проектите се со вкупна вредност од 30 милиони денари. На 8 октомври општина Крива Паланка го слави датумот на ослободувањето од фашистичкиот окупатор, а секоја година на овој ден локалната самоуправа организира низа свечености и активности со кои го одбележува датумот. Пратениците во Собранието на Република Македонија, Владимир Ѓорчев и Слаѓана Митовска, им го честитаа денот на ослободувањето на кривопаланчани, пожелувајќи им прогрес на сите полиња. Оваа прилика сакам да искористам да им честитам на сите наши сограѓани, нека ни е честит денот и да им посакам да живееме во една поубава Крива Паланка, која што и секојдневно и без тоа го менува ликот кон подобро, а верувам дека и во иднина ќе имаме подобра инфраструктура, ќе имаме појаки економски капацитети и секако ќе имаме еден поубав и просперитетен живот. Крива Паланка се развива, во Крива Паланка има голем број на проекти кои што ги работи и локалната власт, но исто така и централната власт. Значи овие денови чувме дефинитивна најава и затворање на конструкцијата за изградба на автопатот и до Крива Паланка, понатаму ќе се работи на источната граница. Еве се отвараат хидроцентрали, пречистителни станици, ќе имаме асфалтирање на улици, обезбедување на водоснабдувањето, значи сето тоа е добро, говори за развојот и едноставно и општината и Република Македонија да оди напред. Во акцијата Удар, која утринава ја спроведе Министерството за внатрешни работи, приведени се 11 лица. По едно се трага. Се сомничат за серија кривични дела, меѓу кои нелегална трговија со дрога и оружје, лихварство, изнуди и криумчарење мигранти. Приведен е и првиот човек на Кумановскиот основен суд. Тие се товарат дека подолг период наназад сториле кривични дела, злосторничко здружување, изнуда, лихварство, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекусори, недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распрскувачки материи, криумчарење мигранти и злоупотреба на службената положба и овластување. Осомничената група покрај тоа што на должниците на кои им позајмувала пари им одредувала високи камати и се заканувала по животот на истите. Меѓу опсените е и претседателот на Основниот суд во Куманово, на кого му е одземен судскиот имунитет. Претседателот на судот е осомничен дека во неколку наврати остварил блиски средби со првоосомничениот, односно организаторот на криминалната група, и примил подкуп во висина од 19.000 евра за ослободување на лице од затвор поради сторено убиство во Куманово во 2012 година. Со денешната акција од слобода беа лишени 11 лица, а по еден од осомничените се уште се трага. За време на претресите одземени се 16 патнички возила, меѓу кои 2 джипа Мерцедес, 1 Голф и 1 Шкода Октавија, кои не биле на нивно име и можно е да биле земени како залог. Освен тоа, запленети се и 2550 евра и 200 франци, 14 мобилни телефони со сим картички, разни нотарски договори, договори за купопродажба и изјави од лица, како и друг вид на документација. Активностите околу реализацијата на планираните активности се уште се во тек и продолжуваме да работиме на случајот, вклучително и на идентификување на други членови на криминалната организација, истакна министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Неексплодирани гранати, муниција и чаури од различен калибар од Втората светска војна пронајдени се вчера при изведување на градежни работи во близина на железничката пруга од Скопје кон Белград, која минува во Кумановската индустријска зона.
Работниците кои вршеле ископ на одводен канал за железничката пруга од Скопје кон Белград, која минува до индустријската зона во Куманово, наишле на неексплодирани гранати, артилериска муниција, како и чаури од различен калибар, најверојатно од Втората светска војна. Пријавиле во полиција, а по направениот увид, пиротехничар од одделот на Дирекција за заштита и спасување во Куманово потврдил дека се работи за корозирани експлозивни направи. Дојава јас добив преку МВР, полиција, и дојдов на терен излегав на терен со крим техника и инспектор од НТШ, кој требаше да ми предаде ова како што иде со записник. И пронајдовме овде при работа на пругата, има пронајдено и со таа дојава дојдов на лице место, таму може да се види каде се извадени овие гранати. Има тоа е од Втора светска војна. Повеќето има некои испукани, потрошени, има и здрави. Еве овие се тука, овие минофрлачки гранати 60 мм, кои беа таму пронајдени у сандук скапан. Еве тука има и рачка од сандук. И има овие други гранати, има тие топовски гранати, панцирни зрна се тие, за пробивање. Тие има 4 таму колку има, тие се од 75 мм од топ. Имаме овде од ЗИС, имаме кои потекнува. Овде почесто се наоѓа, пошто не знам по некои кажувања таму се превртел некој вагон уште за Втора светска војна, а каде е точно тоа некој вика ваму таму и еве сега се наоѓаат и таму и прошла година или кога беше поправка на оваа страна од пруга, исто најдовме таму. Сега од конфликт од 2001 година на Липковскиот крај има повеќе така почесто ме викаат. Има во Крива Паланка уште од Прва светска војна, има таму почесто се вика Ранковци, општина Свети Николе исто така. Како што е ред, пиротехничарите ќе ги преземат гранатите и муницијата кои ќе бидат безбедно уништени. Има, овие се во функција, функционални се, само што рѓосани сега, ако нема некој да ги чепка, нели, ова нема да пукнат тие. Не се опасни, сакам да кажем, а они се исправни. Овие се здрави гранати. Сега процедурата е со записник, ја ги преземам и ги собирам, имам магазин за таа намена, во проект ги собирам тие гранати и после кога имаме ништење, идеме на Криволак, таму на воен полигон, ги ништиме. Со оглед на тоа што Кумановско било поприште на бројни конфликти, одговорните апелираат евентуалните идни вакви случаи да бидат пријавени кај нив. Околу 15 предприемачи од североисточниот регион ќе посетат обука организирана од УСАИД за микро и мали предпријатија. Целта е поголем и побрз развој на бизнисите. Секој предприемач кој сака предпријатието да му успее, нешто повеќе може да учествува на ваквите обуки. УСАИД проект за микро и мали предпријатија е можност за обучување на предприемачите за продажба и извоз. Овој проект е поддржан и финансиран од страна на швајцарската амбасада и имплементиран од Центарот за развој на предприемачи и менаџери од Македонија. Целта на овој собир денеска, како и на останатите 70 во текот на годината, е да се овозможат алатки и начини за развој на микро и малите предпријатија преку вештините на собствениците. Она што го прави самиот проект, кој е нели организатор на целата оваа активност, е всушност да се подготват предприемачите да ги водат фирмите во развој преку развој на собствените вештини. Сите оние предпријатија кои имаат желба да прераснат во нешто повеќе може да земат учество во проектот и да се здобијат со дополнителни вештини и знаења. Нашите предавања всушност не се предавања, туку тоа се наставни каде што искусни, повозрасни, да кажам, веќе менаџери кои што водат фирми повеќе години и се
баш буквално виделе црно и бело и сиво во својата работа, може да принесат за патот до кој што стигнале до таму. Тоа се менаџери и предприемачи од нашата и сопственици од нашата држава, значи тоа се луѓе кои што работат во оваа бизнес и деловна средина и луѓе кои што може да принесат како е на терен, значи вистински како се случуваат работите на терен. Овие драгоцени искуства ги споделуваат најчесто членовите на СИД кои што се со нас веќе од десетина години, да кажам, и кои што знаат што им е потребно на микро и малите предпријатија. Програмата по која што работиме е приспособена да помогне на микро и мали. Ќе бидат обучени околу 15 на предприемачи и менаџери од различни бранши, кој се занимава со производство на КТЗ опрема, сервис на ПП апарати и трговија со противпожарна опрема. За прв пат сум се дружиме со УСАИД. Имавме прекрасни средби, од кои многу работи кои сме ги знаеле, а недоволно сме ги знаеле, сме научиле многу работи. Јас лично сум многу задоволна од сите средби што сум учествувала. Па би препорачала на сите мали предпријатија и средни да ни се придружат. Од УСАИД проектот за микро и мали предпријатија ги повикуваат предприемачите од североисточниот регион да се придружат на промотивниот настан на 14 октомври со почеток од 19 часот во Александар Палас во Скопје, кој ќе биде од отворен карактер. Сцената во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев и натаму е место каде се случуваат најдобрите театарски доживувања и гостуваат врвни актерски имиња од земјава и од соседните држави. Вчера вечер во рамки на театарскиот фестивал Денови на комедија настапија традиционалните гости. Актерите од Националната установа Центар за култура Марко Цепенков од Прилеп со премиера во сабота. Петата вечер од Интернационалниот театарски фестивал Денови на комедија беше резервирана за изведбата на традиционалните гости од Националната установа Центар за култура Марко Цепенков од Прилеп, кој на сцената ја изведоа премиера во сабота во режија на познатиот мајстор на комедијата Кола Ангеловски. Представата е колаш од повеќе театарски ситуации, низ кои се издвојуваат две паралелни приказни. Едната го води гледачот низ процесот на создавање на театарска представа. Публиката се соочува со дел од многобројните навидум банални проблеми и непријатни ситуации, прикажани на исклучително комичен начин. Другата приказна, исто толку комична, во основа е приказна за љубовта, но низ неја се испреплеткуваат разни емоции, интриги, лаги и љубомора. Прилепскиот театар е еден од традиционалните гости на Кумановските денови на комедијата. Актерите и овој пат задоволни од позитивната енергија во салата, нагласуваат дека е предизвик да се игра во Куманово. Не, во Куманово ние доаѓаме скоро на секој фестивал. Така да ова може би е некаде 5-6 пат да сме тука ние младиве, а возрастните сигурно се многу повеќе. Те многу убава публика за фестивалска публика, сигурно исто и за вашите представи овдека кои се од Кумановски театар. Убаво реагира на цела представа и многу е убаво чувството кога публиката кај публиката префрла она што ние сакаме да го кажеме и да го прикажеме. Мислам дека и самата представа и на крај аплаузот кажа дека навистина добро поминавме. Добро беше што и публиката заедно со нас уживаше. А кога ние гледаме дека публиката ужива во тоа што го правиме на сцена, ние даваме, да не речам, дупло повеќе од тоа што сме го спремале на проби. Секогаш е фантастична атмосферата да се игра пред кумановската публика и се надевам дека многу добро се забавува. Представата е многу лесна и смешна. Искрено ни е чест стално пред кумановци да играме, така да имаме некоја хемија меѓу. Публиката влегува на представа знаејќи дека е комедија, така да од старт имаме предност, не мора да рушиме никаков зид, така да супер си поминуваме само така Куманово. Фестивалската програма на 18-тото издание на Театарскиот фестивал продолжува вечерва со представата на гостите од Националната установа Центар за култура Ацо Шопов од Штип, кои ќе ја изведат представата Лулка.
Бројни промоции на книги од различни литературни жанрови, надпревар во знаење од областа на библиотекарството, книжевни работилници за деца, се само дел од придружните настани во прилог на големиот јубилеј 70 години постоење на Народната библиотека Тане Георгиевски од Куманово, кој што се одбележува на 20 октомври. Одговорните од Народната библиотека Тане Георгиевски Куманово, покрај централната манифестација за прославата на 70 годишниот јубилеј, месецов организираат бројни придружни активности, дел од редовната годишна програма кој годинава се во знакот на големиот јубилеј. Директорот на библиотеката Нада Ивановска информира дека во месецот на книгата ќе бидат организирани и повеќе манифестации, а следуваат промоции на книги од различни книжевни жанри, но предстои општинскиот надпревар Млади библиотекари. За одбележување надпреварот Млади библиотекари, на кој учениците од основните училишта се надпреваруваат во знаења од областа на библиотекарството. Па така, на 22 октомври во библиотеката ќе се одржи општински надпревар на млади библиотекари, а победникот од овој надпревар на 30 октомври ќе учествува на републичкиот надпревар во Кочани. Да кажам дека во текот на овој месец ќе имаме и повеќе други литературни настани и активности, меѓу кои например, наскоро ќе биде промоцијата на книгата за жените кои немаат куќа и 3 обични дена од Сеида Бегановиќ, која е прогласена за најдобра книга објавена на јазиците на народностите. Потоа, на крајот на октомври, ќе има промоција на книгата Рогот на љубовта. Тоа е роман од познатиот македонски писател Божин Павловски, награден со годишната награда на Друштвото на писателите на Македонија за најдобро прозно остварување Стале Попов. За најмладите во оделот за деца ќе одржиме една работилница за деца на тема Мојата прва книга. Инаку во организација на библиотеката Тане Георгиевски во тек е награден конкурс за литературни и ликовни творби кој трае до 30 октомври. Младите литерати од кумановските училишта ќе творат на тема Настан за книга, додека оние со уметнички афинитети можат да цртаат на тема Насликав настан. За најуспешните и најумешните творци следуваат награди и благодарници кои ќе бидат доделени на завршната манифестација од месецот на книгата на 13 ноември. За разлика од останатите земји кои ги изголемија даноците или воведоа нови кризни давачки во текот на должничката криза во Европа, во Македонија даноците останаа непроменети. Земјава е прво рангирана на листата на 18 земји во светот со даночна стапка од 7,4%. Македонија има најниска вкупна даночна стапка од 7,4% и се најде на првото место на листата на 18 рангирани земји во светот, што ја објави Business Insider. Зад Македонија од балканските земји на листата се најдоа Хрватска на 11-тото место со вкупна стапка од 18,8%, а Црна Гора на 17-тото со 22,3%. Последниот извештај за глобална конкурентност на Светскиот економски форум ја користи вкупната даночна стапка како мерка за тоа колку една земја е конкурентна, а големите светски корпорации кога планираат лоцирање на нови инвестиции, големо внимание посветуваат и на висината на вкупната даночна стапка во земјите кои влагуваат во потесен избор за вложување. Во 2007 и 2008 година воведен е најнисок рамен данок во Европа од 10% на данокот на добивка и персоналниот данок. Истиот се задржа во услови на најголема светска и европска криза, во време кога другите земји ги покачуваат даноците. Во континуитет се имплементираат мерки со кои се намалува даночниот товар на фирмите. Се воведуваат поволности за малите и микротрговци. Намалени се стапките на ДДВ на повеќе категории на производи и услуги, меѓу кои и туристичките. Германската компанија Маркарт официјално ја отвори својата фабрика во Македонија во индустриската зона Караслари во Велес, која се протега на 15.000 метри квадратни и во која работат 170 од планираните 600 вработени. Досегашната инвестиција е 25 милиони евра, додека се планира да достигне над 35 милиони евра.
Германската компанија Markart официјално ја отвори својата фабрика во Македонија во индустриската зона Караслари во Велес, која се протега на 15.000 метри квадратни и во која работат 170 од планираните 600 вработени. Досегашната инвестиција е 25 милиони евра, а се планира да достигне над 35 милиони евра. Ова е првата поголема странска инвестиција во Велес и воопшто првата поголема фабрика која по 20 години се отвара во овој град. Со отварање на фабриката се прекинува традицијата на затварање фабрики во Велес, што долги години налаза се случува во овој град, истакна премиерот Никола Груевски. Според Груевски, Markart важи за една од најголемите добавувачи на автомобилски делови во светот и нивниот влез во Македонија уште повеќе го зајакнува имиджот на Република Македонија како земја на автомобилската индустрија. Првите контакти за реализација на ова инвестиција се направени пред 7 години, а во 2013 година беше објавена одлуката за инвестирање. Фабриката почна да се гради лани во април, а производството стартуваше во јуни годинава. Собственикот Markart истакнува дека во конкуренција со Македонија, кога правеле избор каде да ја реализираат својата инвестиција, биле уште две земји, но она што било пресудно да инвестираат тука е добрата локација и сигурноста на владата и политиките. Министерот за странски инвестиции Веле Самак истакна дека ова е една од низата проекти во кои тој и неговиот кабинет биле вклучени. Посочи дека ова инвестиција ќе придонесе на резултатите од веќе дојдените странски инвестиции во делот на извозот како и на бројот на вработени. Според вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, Markart е технолошки најсофистицирана компанија во Македонија која ќе вработи голем број стручен квалификуван кадар. Нивното доаѓање, како што рече, го потврдува за исправен и успешен концепт на владата за отварање локални економски и индустријски зони и представува резултат на успешна соработка на локалната и централната власт и резултат помеѓу правилно креирани и правилно извршени политики. Градоначалникот на Веле Славчо Чадиев рече дека ова е прва фабрика која се отвара во индустријската зона и оти таа представува прв чекор во реализација на целта, односно индустријската зона да прерасне во зона каде ќе најдат работа повеќе велешани. Има 25 парцели и сите се продадени. Markart купила уште една парцела. Владата работи на привлекување на уште една странска инвестиција во Велес и како што рече премиерот станува збор за браунфилд инвестиција во напуштена фабрика и која се очекува да се реализира наскоро. Се одлага големиот проект за гасовод со Турција. 4 руски воени брода ракетира објекти во Сирија. НАТО е подготвен да ја брани Турција. Вести од светот. Рускиот гигант Газпром соопшти дека големиот проект за гасовод со Турција се одлага поради растечките тензии меѓу Москва и Анкара околу руската интервенција во сирискиот конфликт. Со оглед на тоа што нема меѓувладина согласност, временската рамка ќе биде одложена, изјави заменик председателот на Газпром Александар Медведев во врска со предвидениот рок, односно едната година за почеток на изградбата на првиот од 4 гасоводи во системот. Москва ја налути Анкара со покренувањето воздушни напади во Сирија, за кои Турција смета дека представуваат голема грешка. Руски борбени авиони на 2 пати го нарушија турскиот воздушен простор. 4 руски воени брода синоќа извршиле ракетни напади од Каспиското море врз објекти на инфраструктурата на Исламската држава во Сирија, соопшти Руското министерство за одбрана. Цел на ракетните напади биле фабрики за производство на оружје и експлозиви, командни центри, складишта за муниција и кампови за обука, се додава во соопштението. НАТО е подготвен да го брани својот сојузник против заканите на своето јужно крило и да испрати трупи на алијансата во Турција, изјави денеска генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. НАТО е подготвен и способен да ги брани своите сојузници, вклучувајќи Турција од какви било закани. НАТО веќе одговори со подигнување на своите капацитети со наша подготвеност да распореди сили вклучително на југ, каде е и Турција, изјави Столтенберг пред состанокот на министрите за одбрана на НАТО. Тој рече дека на состанокот ќе доминира прашањето за сириската криза. Во Сирија веќе видовме воздемирувачка ескалација на руските воени активности. Ќе го процениме најновиот развој на случувањата и импликациите за безбедноста на алијансата, додаде тој.
Репрезентацијата на Македонија утре на Филип II ќе биде домакин на Украина во натпревар од квалификациите за Европското фудбалско првенство кое во 2016 година ќе се одржи во Франција. Во пресред на последниот домашен натпревар од квалификациите, селекторот Љубинко Друловиќ, репрезентативците Ванче Шиков и Милван Петровиќ ги сподели очекувањата на официјалната пресконференција. Атмосферата во националниот тим е одлична. Максимално сме подготвени за овој натпревар. Украина на оваа средба влегува како фаворит и сигурно дека тоа ќе сака и да го потврди. Аријан Адеми ќе недостасува во репрезентацијата, но сигурен сум дека другите играчи ќе можат да го заменат. Се надевам дека конечно и спортската среќа ќе не посака, изјави селекторот Љубинко Друловиќ. Фудбалската федерација на Македонија и репрезентативците му дадоа целосна поддршка на Аријан Адеми, кон кого вчера Европската фудбалска федерација отвори истрага со обвинение за допинг. Адеми падна на допинг тест направен по мечот на Динамо и Арсенал во Лигата на шампионите одигран во Загреб. ФФМ, стручниот штаб и целиот состав на репрезентацијата му изразува целосна поддршка на фудбалерот, кој во изминатиот период ги потврди своите човечки и спортски вредности, секогаш ставајќи се во функција на репрезентацијата како вистински професионалец. Колегата на Адеми од националната селекција Ванче Шиков ја повтори поддршката во име на сите репрезентативци. По повеќе од 3 месеци конечно е пуштена електрична енергија во спортската сала во Куманово, која беше исклучена поради долгот кој невана. Секако ова е добра вест за екипите од Куманово кои што беа принудени првенствените надпревари да ги играат во училишните сали. Да се надеваме дека во иднина во спортската сала редовно ќе има електрична енергија, екипите нема повеќе да стравуваат од вакви непријатни ситуации. Женската ракометна репрезентација на Македонија со очекуван пораз од 21-14 ги почна квалификациите за Европското првенство 2016 година. Во второто квалификацијско коло во сабота нашата репрезентација ќе ја пречека Хрватска. Женската ракометна репрезентација на Македонија со очекуван пораз од 21-14 ги почна квалификациите за Европското првенство 2016 година. Никој не ни помисли дека на гостувањето кај поранешниот континентален првак Црнагора може да се направи сензација со подмладениот состав, иако факт е дека и нашите млади ракометарки одиграа доста солидно против големиот фаворит. Јасно е дека засега Македонија не е конкурентна селекција, но според прикажаното, надеж за македонскиот женски репрезентативен ракомет постои. Во второто квалификацијско коло во сабота нашата репрезентација во Кале ќе ја пречека Хрватска и ќе се обиде пред домашните навивачи да направи изненадување. Од 21 до 25 октомври градот Штип ќе биде домакин на недобрите балкански пинг-понгери од вкупно 10 држави. Македонија првпат во историјата ќе го вгости шампионатот на полуостровот во овој спорт. Домашната селекција ќе ја предводат кривопаланчани. Најдобриот македонски пинг-понгар Кристијан Станојковски и неговиот помлад сограѓанин Филип Костадиновски се носителите на нашата репрезентација, заедно со колегите во црвено-жолтиот дрес ќе се обидат да го искористат фактот што сме домакини и да стигнат до одличен пласман. Македонскиот шампион Станојковски од сезонава му е клубски колега на Костадиновски, двајцата настапуваат за Универзитетот Гоце Делчев од Штип кој што е домакин на првенството. Формата ја темпираат спарингувајќи заедно во родниот град. Многу сум задоволен, имаме подготовки овде во Крива Паланка и со така со нашите партнери од Штип. Таму се подготвувавме неколку дена. Да, ние и тактички се подготвуваме. Пинг-понг не е само физички спорт, треба малку и тактика да се користи. Да. Првите 2 денови се надпреваруваме екипно со сите екипи други држави, зависи пошто има поделено е на 2 групи. Во едната група се надпреваруваат меѓу себе сите. Првите 2 одат во полуфинале и од другата група исто така. Другите 2 дена остануваат за поединачно надпреварување, исто така има и дублови. На 41-то балканско првенство се очекува учество да земат околу 120 надпреварувачи од 10 балкански држави во екипна и поединечна конкуренција, парови како и мешани двојки. Меѓу дамите честа на Крива Паланка во националниот дрес ќе ја брани и Ангела Стаменковска, додека Анета Станковска е повредена. Очекувањата на репрезентативците се одлични. Ќе дојдат околу 9-10 држави кај нас. Јас минатата година загубив во четвртфиналето 4-3 од бившиот мој тимски колега во Србија каде игра во Прокопје. Со 4-3 тој го освои второто место. Како се движи квалитетот, да ни кажеш кои се фаворити на ова првенство по земји па и по индивидуално? По земји фаворити се Србија, Романија, а во индивидуални ниво
Исто така. Значи може ли Македонија да очекуваме да се избори барем некаде за врвот пиедестал? Па може да очекуваме да бидеме во 4-те најдобри, например, во екипно. Задоволен сум од подготовките и се надевам. Може да очекуваме каде целите вие, кој ќе биде идеален пласман, нешто што замислувате? Па минимум во најдобрите 8. Надпреварите од Балканското ќе се играат во спортската сала Јордан Мијалков во Штип, а во периодот на одржување во градот ќе пристигнат најдобрите 130 пинг-понгари на полуостровот на возраст до 21 година. Меѓународен спорт, пред надпреварот од квалификациите за Евро 2016 помеѓу Албанија и Србија, атмосферата уште повеќе се вжешти откако автобусот со српските фудбалски репрезентативци беше каменуван во Тирана. По инцидентот што се случи во Тирана се огласи и председателот на Фудбалскиот сојуз на Србија Томислав Караџиќ, кој објасни како дошло до напад на автобусот во кој се превезуваа српските репрезентативци од страна на хулигани. На патот од аеродромот до хотелот на 16 километри минувавме низ луѓе кои се собраа од двете страни на патот. Полициска придружба имаше од сите страни, но еден голен камен заврши во стаклото на автобусот некаде кај второ или трето седиште, изјави Караџиќ. Тој ги потврди информациите дека никој од фудбалерите не е повреден, но истакна дека играчите се вознемирени и згрузени од хулиганството на улиците низ Тирана. Според него инцидентот би можело да го доведе во прашање одржувањето на надпреварот, бидејќи играчите не можат да се чувствуваат безбедно на теренот, кога веќе знаат дека и покрај огромно полициско обезбедување можат да бидат мета на хулигани. Тука има представници на УЕФА кои се информирани за ова, али им го свртевме и вниманието кон тоа дека надпреварот би можел да биде доведен во прашање доколку ваквите инциденти продолжат. Тие ни гарантираа дека тоа нема да се случи, а сега ни останува да почекаме што ќе се случи следно, рече Караџиќ. Пред надпреварот од квалификациите за Евро 2016 помеѓу Албанија и Србија, атмосферата уште повеќе се вжешти откако автобус со српските фудбалски репрезентативци беше каменуван во Тирана. Инцидентот се случил на патот од аеродромот до хотелот каде што српската репрезентација ќе преспие пред патувањето за Елбасан, каде што утре се игра надпреварот. Српската репрезентација нема да има тренинг во Албанија и ќе остане во Тирана до четврток попладне, пред надпреварот на Елбасан арената во 20:45 часот. Во текот на денот времето беше претежно облачно и нестабилно со врнежи од дожд, умерено облачно без врнежи во делови од централна и југоисточна Македонија. Утре ќе има делумна стабилизација, бидејќи во северозападните и североисточните предели постојат услови за локални врнежи од дожд. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.